Здраво, Михел, како си? Океј, може и подобро, така да едно ќе ти кажам и треба да го знаеш, позитивната страна и оптимизмот кај пожарникарите е клучна ствар, така да секогаш може подобро, ама не се предаваме, одиме напред. А некта инаку слави прв роден ден, па сметав дека е добро, бидејќи зборувам за оние што се на маргините, да поканам некој што е пожарникар, бидејќи летово се изнаслушавме, изнагледавме вести и снимки од пожарите и од помош за волонтери, аматерски снимки од плажи, но ние никогаш не можеме вас да ве видиме кога се случува нешто такво, бидејќи нели сте зафатени со тоа да не спасувате сите нас. Како е сега? Помогна дождов или веќе беа и онака стишени работите низ Македонија и во Скопје? Ајде да тргнеме позитивно, ќе се пошегувам како индијанци се радуваме на дождов. Меѓутоа се менуваат нештата во тип на пожари. Ако шумскиве пожари, стрништа, ниви, депонии прекинале, сега настапуваат оџаци, пошто нели доаѓа грејната сезона, електрични инсталации, сообраќајките не прекинуваат никогаш, посебно по лизгави терени на дожд. Јас не можам да го разберам овој народ како по наредба вози брзо кога врне дожд. И у принцип никогаш не застанали интервенциите, меѓутоа да речеме дека сме за нијанса посмирени и жално е што не сме толку покриени медиумски и што додека бевме актуелни и сега сме повторно заборавени некако. А како беше летово во Скопје, бидејќи еве гледавме цело време како ни горат стрништата, планините и шумите, што работа има еден пожарникар во Скопје летно време, бидејќи цело време гледав по групите како луѓе пишуваат мириса од некаде, не знаеме каде мириса, знаевме дека цела Македонија гори, но сметам дека тоа никако не заобиколи нас во Скопје, бидејќи цело време нешто мирисаше на чат. Постојано баш. Апсолутно, знае да мирисе и после интервенција и тоа многу долго. Конкретно тоа, ако станува збор за депонии, кои што само механизација може да ги покрие со песок и слично, меѓутоа колку повеќе фрлаш вода, понатаму се повеќе и повеќе дими. Излезени на терен бевме 24/7 и како што работиме, со сите полни сили, со максимумот што го имаме. Ке ти се пожалам, повторно медиумски не бевме покриени, меѓутоа немаше еден пожарникар што не работи за тројца ова лето. Секоја чест за сите пожарникари у Македонија без навреда, посебно и за доброволните друштва и луѓето кои што се вклучија во сета таа акција. Меѓутоа Скопје као да беше подзаборавено. Значи немаше смена во константа секој ден 12 до 14 пожари да биде сите 5 станици заедно по станиците со главната бригада во автокоманда, сите бевме излезени на терен. Така да активно беше од планински пожари, од стрништа, ниви, класичните депонии приближно до Скопје, околните оние помали. И ако ме прашуваш кој е виновник за тоа, тоест кој е позадината, да не се правиме луди и да не откачуваме толку, секогаш фактор е човечки фактор. Значи, А дали вие како пожарникари, бидејќи нели го работите тоа, сте обучени за тоа, постои ли начин како да се забележи или дали вие можете да забележите кога станува збор за нешто што е, ајде да кажем, од Господ, од природата и нешто каде што се гледа дека е подметнат пожар? Може ли некој што тоа го работи да го забележи? Може би е глупо прашањево, но дали постои начин да се распознае дали не е глупо, тотално човечки и приземјено е прашањево, а меѓутоа немаме време да размислуваме на тоа кога се иде на интервенција. Апсолутно, може да разговараме меѓу себе и да се насмееме и да бидеме позитивни од која успешно завршила акцијава, нема никој повреден, нема никој задушен и слично, ама веројатноста е многу мала да се поклопат физичко-математички нештава, па дека предуслови се сонцево и не знам зашто, али тера на тоа да ме прашаш токму затоа што во летен период се случуваат тие работи и можеби на некој таму му одговара да каже ете поради топлото и не е поради топлото. Ако збориме реално една планина, ти на секој 200 метра константно да се подпалува пожар кој не е поврзан еден со друг, малку те тера да подразмислиш. Иако за сега, директно јас не познавам некој што е конкретно фатен. Имаше некои случаеви за подметнување на ниви, не ја завршил работата, не искосил, не ожнел она што се исушило, ќе запали, па ќе удри контра ветер, па се враќа према неговата викендица, потоа ние сме виновни. Апсолутно не. Ти си виновен за целата таа ствар,
Меѓутоа ние не сме тие кои одлучуваме, ние ќе доеме, ќе изгасиме и тоа е тоа. Дали, например, Ива, бидејќи зборевме, знаеме дека никој досега не бил фатен, нели јавни тајни се што и како се случува со палењето на шумите, но дали доколку постои некој очигледен доказ, да кажеме, кои се вашите ингеренции? Сега пак симулирам ситуација, бидејќи мислам дека луѓето како мене и тие што ќе гледат, што немаме никаква поврзаност и врска со тоа вие што го работите, што ако најдете, не знам, отпушок од цигара, канта со бензин, нешто, кои се ингеренциите? Треба да викнете полиција, треба да се пријави некаде, дали можеби и таа некоја документација и администрација ги оттежнува понатаму работите да не се постапува кога е човечки фактор крив за пожар? Така, добро прашање. Ингеренции некои немаме, затоа што ние не идентификуваме особи, не легитимираме. Нема, ако видите нешто, дали треба да се јавиш на полиција или на надлежен? Не, константно сме поврзани со полиција. Тоа понатаму останува на нив, противпожарни инспектори да се бараат причините за сето тоа, меѓутоа тука застанува нашето. Ако забележиме нешто такво, пријавуваме, постојана комуникација сме со полиција. Тука нема лага. За понатаму не знам како одат нештата. Немам одговор. Да, ама добро, ме интересираше бидејќи некогаш не само кај нас, секаде баш тие долги процедури на пријавување на нешто ги кочат, нели, процесите да се открие кој е виновен. Имавте ли летово барем малце одмор? Летово апсолутно не. Летово уште еднаш огромна почит на за скопските пожарникари затоа што беше влези и излези. Капија внатре, капија надвор, шумски отворени пожари, понекогаш и некоја викендица, куќа, стамбен објект, влези, смени мајчка, облечи нова, повторно на пожар. Значи, исцрпно. Гледајќи она што го видов, дефинитивно за мене скопските пожарникари се херои на градов. Сега го исклучуваме муаветов за останатите пожарникари, зашто говорам локално за моите луѓе, така? Ама ова лето во константа на секој ден и просек на секоја смена да има толку пожари, не памтам дека имало. Имало рекордно во еден тековен ден во кој што бев и јас, кога бев активен на терен. Ако не се лажам, пред некои 6-7 години имаше 44 интервенции. Меѓутоа тоа доаѓа заради невремето кое се случи тогаш. Со тоа тешки ветрови дури врнежите не ни помагаа во тој случај. Паѓаа далеководи, паѓаа бандери, летаа буквално кровови. Тоа беше еден хаос невиден, ама го издржавме и ги завршивме. И се сеќам, така беше 43-44 интервенции, кое што мислам дека бригадата не памти такво нешто во историјата. Кога се случило тоа? Па има некои 6-7, можеби 8 години. Сега летаат години, стварно не паметам, пошто случај врз случај. А се случува да немате време да се вратите назад до бригадата, да се пресоблечете, да ја смените опремата, да мораш да отидеш веднаш на друго место. Било едниот случај во Драчево, треба таму да отидеш, а нема кој друг да отиде во Лисиче. Се случуваат ли такви ситуации? Апсолутно, се случува. Се помагаме од подстаница на подстаница. Ако има помош таму, екипата од Драчево, карикирам се, иде према Битпазар, кај кон таа екипа пуни на хидрант вода и продолжува со акцијата. Така е. Кога нема време за одмор, буквално нема време за одмор. Акцијата трае се додека не се заврши било која интервенција, макар се побарало од сите подстаници помош. Сега и тоа често се случува ради нашата мала бројка, онаа болка наша пожарникарска. Бројноста на пожарникарите се уште е главна тема и проблем со кој што се мачат моите колеги. Да, зборувавме пред да се вклучи камерата. Како ќе му дојдеше математички сега? Колку имаме ние пожарникари на нели со односот спрема по глава на жител во Скопје? Некако размер географски. Да, како размер. Да, делен. Па на секој 1500 жител во градов Скопје, сега колку и да брои, удривме некоја бројка, пошто нели све е сведено последниве денови Скопје. Се што остана од Македонија живее во Скопје, на секој 1500 жител по еден пожарникар треба да има, што грубо кажано ја прави некој си така минимум скромен 400-450 пожарникари кои што треба да ги имаме. Толку треба стандардно, така да тоа е речеме. И тоа е некаков минимум, меѓутоа ние имаме околу 160 активни моментално. Тоа е многу малку, 3 пати помалку. Тоа е многу малку, да.
Што некаде би значило дека еден од вас треба за пола населба да се грижи кога ќе фатиш на едно помало мало, што е Така, стварно... токму затоа и ти го кажав тоа дека еден скопски пожарникар работи за тројца и секоја чест капа доле за сите нив. А исто така, очигледно само лето чекаме да дојде, нели, за да збориме и за другите услови што ги имате. Како успевате? Јас навистина не можам да сватам како успевате со сите ние недостатоци, мани што ги имаме во системот, да работите, и ние мислам дека всушност не сваќаме колкава е вашата ефикасност на работа, што нема толку и човечки жртви. Видовме пред неколку години пред пандемијата колку животни беа угинати. Така што на што се должи успешноста да се импровизира во многу случаи и да има толкава успешност. И да не звучам поетски и да ти кажам на големото срце или она еден израз малку да го сменам, пошто е дрзок и вулгарен, не може да има толку тортура колку што можеме да издржиме. Се знаеш на што мислам? Да. Така да не можам да ти го опишам ова. Значи сите со полна паре размислуваш само да ја завршиш работава затоа што не смееш да остеш, без разлика на кои се твоите услови, ти си го избрал тоа, а тоа што не достига колега не е до тебе. И чекаме подобри денови. Ја искрено стварно не прекинав да бидам оптимист дека се ќе се среди, затоа што една држава без пожарна не е држава. Можеби и затоа е се кој што се случува сега. А и така е. Па да, и многу е, мислам, жално што сите тие професии што би требало, еве, ќе ги спомнам и парите и да се меѓу подобро платени, не се, тука си наставниците, тука сте вие, тука се лекари. Корот не е на држава за да биде тоа општество здраво, работи со импровизирани услови. Мислам да ставам во кош, бидејќи со без тие луѓе не може да се живее. Било што да се деси, ги спомна сообраќајните несреќи. Лифтовите, јас имам сведочено и мачки дека спасувате од дрва, а претходно не знаев дека го работите тоа. Па сакав сега малце од шумскиве пожари од условите да се натаму малку да отидеме, па ќе се вратиме на какви се состојбите кај нас, бидејќи кај вас не почнува и завршува работата само ако добиете повик дека некаде гори. Се добива повик доколку некој лифт не е во функција, треба да одглавите некого. Понатаму се спасуваат луѓе за кои се добива повик дека сакаат да си го одземат животот. Имам и такви сцени, нели, гледано каде што заедно со полиција и со останати, нели, службеници им помагаат на луѓето. Што се е во опис на работа на еден пожарникар? Пред да ти одговорам на прашањето, сега кај е камерава таму, Да. гледам. Апел до било која институција, не напаѓам никого, само сум искрен и не си играм со бројки. 200 нови пожарникари, 50 нови возила, нови урбани форми за секојдневно функционирање и тоа е тоа од прилика. За финансиите ќе се договориме накнадно. А за ова да ти одговорам, да, малкумина луѓе и се уште прашуваат од типот. Добро, прашањето е малце како навреда, као вие гасите пожари, тоа е тоа, ќе заврне дожд и тоа е тоа, у принцип одмарате цело време, пуштате стомаци. Да, ако има снег, па немате ни работа. Па, апсолутно, Срцка дојди со нас, мислам. Океј, ќе организираме камера ста и GoPro на чело, па дојди со нас да видиме дали е тоа така. Не е апсолутно така. Ги напоменат, спомнавме и пред да почнеме со разговоров со сообраќајните незгоди. Значи, ние сме тие кои што ги сечат буквално возилата за време на сообраќајните незгоди, како асистенција на брзата помош и полицијата. Ние сме тие кои што одглавуваме лифтови, ние одиме на давеници. На мачиња одиме, меѓутоа кога сме во можност. Да, не може. Значи, во ек на пожари, кога сите сме излезени на терен, мене стварно ми е криво, тоа е доблес кај нас, убаво започна, меѓутоа некогаш и не можеме да реагираме на таа ситуација заради одговорноста која носиме према човечките животи и материјалните добра. Мора да се направи преднос за едната работа, затоа што би било кога би било. Значи, Так. не дај Боже во таа ситуација, а инаку тука сме кога можеме да помогнеме. Не велам дека секогаш можеме, жал ми е што е така, меѓутоа човечкиот живот и материјалните добра се на прво место. Дали тоа значи дека за
Не значи сигурно е така, бидејќи секој од тие работни задачи претпоставувам дека значи и повеќе различни вештини и обуки, бидејќи не може да е исто и не е исто да научиш како да раководиш со опрема што служи за гасење на пожар и опрема за како ќе му дое што се тоа пили со што и да се сечат Тоа е автомобили. хидравличен алат. Што и да значи Нема како и да е стручното, ама не може да е истата обука да го правиш едно и друго. Претпоставувам дека имате различни обуки и тренинзи за се нешто да научиш да работиш. Тоа не е така, не можам јас да отидам да одглавам некој од сообраќајка. Велиш не може, во Скопје може, да. Во Скопје може. Тоа е најинтересното затоа што повеќето тука се обучени да вршат повеќе работи. На запад конкретно имаш одредени тимови кои што одат на сообраќајки, одреден тим кој што извлекува потенцијални жртви и тим кој што се грижи да не се прожири пожарот. Секирациите кај нив, гледајќи ги ситуациите, разменувајќи муавет со странскиве колеги, околу зафатен објект пожртвуваноста не е толку колку кај нас. Значи, тоа што е зафатено, реално се гледа дека не може да се спаси, нормално број 1 се, ако има граѓани внатре да се извлечат, се штити да не се прошири, да не зафати нареден објект. Тоа е најверојатно ради осигурителните компании поинаквиот систем, претпоставувам, али кај нас повеќето луѓе мора да ги знаат сите работи одеднаш. Токму заради таа намалена бројка. Значи, во бригадата има преку 40-50 активни возила. Нема да говорам сега за нивната дотрајаност и од кога. Ја знам и на шега да кажам, кога правиме тури за дечиња, воедно покана за сите млади заинтересирани градинки училишта, слободно дојдете, ја ќе се симнам ако треба. И ќе ве прошетам, секој што е добродојден и сите мои колеги истото го мислат, да дзирнат и што ми беше мојата сега да кажам музеот на град Скопје, воедно. Заради старите возила, ама има што да се види, има што да се научи. И да се вратиме на ова што ме прашат, да, скопските пожарникари знаат повеќе од што знае некој таму е обучен само за една работа. Добро, нормално поминува школа за да станеш пожарникар е прилично тешко, пошто они имаат речици како средно школа искомбинирано со колеџ, многу е тешко да дојдеш до. Кај нас е малку поубрзано, меѓутоа и реално гледано, да речеме, 3 е премалку, можеби 5 години ти требаат да сватиш према себе колку е часот, дали си спремен ова да го работиш и да испечелиш занајат како готов пожарникар. И фирмата да те види како пожарникар. Затоа е круцијално прашање и побрзо мора да се реагира, многу луѓе ни заминуваат во пензија, нема од кого да се учи занајат, а за да произведеш пожарникар, како што напоменав, да речеме дека 5 години се потребни за да искусиш се она што е потребно, да се чувствуваш полн со себе, за да завршиш секако работа. А дали најчесто не стаа обука, баш бидејќи нема луѓе, мораш дури ако не си доволно спремен, до крај обучен, не велам дека тоа се луѓе што не знаат да работат, ама нема кои ти сега работиш само 2 години, 3, некаде каде што можеби не си спремен, кај вас е и буквално таа метафората ве фрлаат во оган, затоа што тука си работиш, си почнал, можеби, јас тоа и за мојата професија го зборам и во многу професија е така, треба да има некое скалило, нели, да одиш пешки. Па не може ако сега ти вчера си почнал да работиш, треба, нели, постепено да навлегуваш од случај во случај. И кај вас е буквално изреката да те фрлат во оган, кога нема луѓе, веројатно и побрзо мора да научите да се снајдете, да работите и да работите како што треба, бидејќи немате простор за грешка, таква ви е професијата. Токму така, ја што велам од клучен момент е скратувањето на адреналинот. Да го победиш стравот. Немаш потреба да го победиш стравот. Стравот знае да биде воделка. Адреналинот треба да го скротиш и да имаш доволно паметен и отворен колега. Сега ги имаме, постариве се као втори татковци се. За нас и од секојаш биле за нас помладите. Ама на дневна смена секогаш сме имали и имало вежби. Може би звучи тоа убрзано, меѓутоа имаме меѓу сите тие пожари имаме дневни распореди и константно се прават вежби. Така да не е оставен кој да е ново вработен сам на себе, не е оставен. Значи се контролира тоа колку се може. Али ќе напоменам уште еднаш и цело време ќе напоменам. Итноста од вработување на
Нови пожарникари е многу битна работа за градот и за државата. Колку време работиш ти веќе? 15 години, ако не се лажам, така. И во овие 15 години колку нови колеги дочека, бидејќи 15 години не е воопшто мала бројка. Не е мала бројка точно, Сега не можеш ни да знаеш толкава точна бројка, ама не знам, ама ќе дојдеме до некоја поента, така. Ние 2011, 2012 ја завршувавме обуката и школата, која што беше комбинација од средно и факултет. Бевме прва генерација после 94-та вработени во пожарна. И тоа е малку страшно. После тоа се зголемува дополнувањето со нови колеги, меѓутоа истовремено многу колеги поради таа старосна граница заминуваа во пензија. И не дојдовме до некое рамниште, него постојано сме во минус. Тоа сакам да кажам, млади сили има многу паметни, силни и мотивирани пожарникари, меѓутоа кога недостасува колега и ништо тоа не го заменува. Тоа сега до сега може не се чувствуваме, меѓутоа се трудиме, затоа велам работата е еден за тројца. да, па не за 15 години ова што го кажа од 94-та до 2000-та, до 2011-та, колку се тоа? 17-18 години, тоа е баш многу е. Иако ја видиш старосната граница помеѓу тие колеги од 94-та и ви имаш баш еден генерацијски јас огромен, што тие колеги тогаш што се ги затегнал повеќето сигурно ги имаш испратено во пензија. Предпоставувам. И недостасуваат многу патем, а решението на ова проблематика е дека со еден оглас, отворување на нови работни места, барем да биде со бројка и да се затворат некои усти и да се почувствуваме малку повеќе комплетни. Бројката, како што кажав, јас, идеја и предлог. 200 пожарникари. Сега. Тоа е одговорот. Тоа зборуваме само за во Скопје. Предпоставувам во другите Апсолутно градови. зборам за Скопје, не можам да зборам за Предпоставувам другите во градови. другите градови, ако гледаме по број на жители, повеќе во градови за жал се иселени, колку малце нели луѓе има и се, предпоставувам дека па тој недостаток во малите градови е и помала бројка, ако во Скопје фала 200, во една Виница би фалеле 10, нели на територија на цела Македонија, предпоставувам дека тоа не е бројка од 5000 нови вработени. Логично е, така да. Затоа велам, ете, ја спомна Виница. Ми текна помал град и таму Не. има често пожари годиниве. Ете, кога ќе имаме 200 нови пожарникари од Скопје на Виница, ако и треба за шумски предал или било каков тип на пожар, Скопје може да ги понуди своите сили. Ова лето Скопје беше премногу излезено на интервенции, буквално сите до еден колеги мои беа излезени на интервенции. Затоа и не баре се вклучува побратими, велам јас, други пожарникари од други земји да ги помагаат околните градови. Имаше и доста волонтери, нели, што се собираа, гледавме по секоја година гледаме. Секоја чест. Сакав исто тоа да прашам, дали кај нас, бидејќи во многу држави, еве нема да одиме подалеку, во Европа, постојат и обуки, за да ти како граѓанин што немаш никаква врска со тоа, да имаш да имаш обука да работиш како пожарникар. Ние не знаеме во држава и таа прва помош што се дава, што се учи за полагање на возачка, никој не знае да ја дава. Постои ли кај нас можност ако некој сака да дојде и да се пријави кај вас, не да сака да стане пожарникар, ама да помине низ таа обука и за кога некогаш ќе има пак хаварија ваква каква што имаше, а има секое лето веќе за жал, да дојде и да се приклучи да работи, бидејќи јас сметам, ти ќе ме поправиш, дека колку и да јас, да речеме, сакам да помогнам и сум физички спремна и можам да отидам на планина 10 дена. Ако јас го немам тоа работено, јас можам да направам поголема глупост отколку да ви помогнам. Ако не знам што да работам, може да се загушам, може да не знам што да ми се случи, ми интересира. Бидејќи во намерата да бидеме добри, ако ти не си обучен и малце нешто не знаеш, може да се деси нешто лошо. Тоа ми интересира, дали може луѓето да дојдат и да се обучат за после да станат волонтери кога ќе треба. Не да ти е на место прашање, скроз. Имаме недостаток на доброволни друштва.
Нели во Кочани имаш, колку што знам. Има поздрав и до нив. И активни се константно и работат на донации, прифаќаат се што може да прифатат. Има кај нас некои општини се вклучуваат луѓе, меѓутоа нешто што го имало претходно како дефинирани доброволни друштва е нешто што ни недостига. Исто како уклучувањето во образованието и во средните училишта, дури на помали години, во основните училишта. Треба да се воведе само евакуација, да се воведе, ако ништо друго, ако некој предмет, редовно да доаѓаме да помагаме и да предаваме околу тоа. Треба да се воведе кампања и ово како што го кажа ти претходно, јас би сакал да има едукативен центар во бригадата на градот Скопје да се отвори, воедно и за редовно обучување на пожарникари, истовремено и за секој доброволец кој сака да се вклучи кога има потреба од него. Тоа може да се изреализира. Еден период го имаше, доброволни друштва од Скопје го реализираа. Имаше по општините, се одеше на кратки курсеви околу општо препознавање на помалите пожари и справување со нив, користење на ППА апарат, што треба да направиш да веќе не се учи струја ако се запали дека не треба вода да се мислам сега е смешно, ама тие работи не се учат во школа, не се кажува за такви работи, не фатално може да заврши. Зато велам на место ти ова и од најрани години. Јас би бил многу среќен ако е ово уклучено во образованието кај нас пред се и враќање на доброволните друштва под полна активност. Секоја општина да има доброволно друштво, да се одреди бројка. Бидејќи еве што може да се случи доколку некој не е обучен, отиде да гасне пожар. Може ли нешто од незнаење да се случи бидејќи прво не можеш да имаш упрема како пожарникарите што имаат. Некои луѓе во паника, имаме и кај нас гледано снимки, имам гледано и пространство, што има огромни пожари, ги гледаш дека се по кратки ракави, немаат никаква заштита. Сега од најдобри намери, навистина може нешто да се случи. Што би можело да се случи ако неправилно се работи во такви услови? Двајцата знаеме што може да се случи. За 2-3 случаева веќе слушнав ова лето, се случи граѓани. Општа одговорност е да се помогне колку се може. Нормално со асистенција на професионалец. А за да имаме доволно професионалци на терен, треба да има вработување. Така да имаше херои се на собствените села и градови, жал ми е што имаше и повредени. Ако не се лажам, имаше едно момче кој што беше отпуштено од работа, кој што се вклучил директно за време на пожарите да помага. Тоа малце трагично го доживеав кога го прочитав. Не навлегов во целата таа работа, меѓутоа се надевам дека тој работодавец се опаметил, му дал втора шанса, не знам што да кажам друго, ама за мене беше тоа ударна вест покрај дневните политики, затоа што секогаш кога ќе прочиташ нешто такво е директно поврзано или индиректно со тебе, не знам како го кажам, ама емотивно го доживеав, без разлика дали донел 2 канти со вода, уклучил едно црево од собствената куќа или дошол да му донесе вода на пожарникарот. За мене момчето е херој, како и да е. А инаку на место ти ова, рана едукација, вклучување во образованието, кампања на било кој начин, дали по автобуси, дали делење флаери, дали активирање на актери, познати водители. Воедно, уште една проблематика ќе ти ја напоменам, нашиве граѓани за жал не си ги знаат итните броеви. Тие грешки константно се случуваат. Ја велам да во време на паника, меѓутоа со секојдневна едукација, поминување на телоп на телевизија, на автобус, бројот 193 може да влезе во подсвест, буквално ако се сака и се најде правиот принцип. Сега, од помала или поголема помош, што е релативно, бројот 112 е тука со новите телефони, ако се обидеш да свртиш 193, често знае да те префрли на 112, тој е Центарот за управа со кризи, повторно Центарот за управа со кризи, по земање информации на пријавувачот, дали е за полиција, брза помош или за пожарна, го пренасочува кон нас. И тоа звучи модерно, но мислам дека реално се уште не сме спремни за да го изведеме сето тоа. Тоа е убаво и целата идеја е окей, меѓутоа мислам дека не достигаат повторно луѓе за да функционира целиот тој систем, затоа што делува малку збунувачки кога ти би пријавила пожар, да те префрли некаде кај што ти е непознато, не ти е најавено претходно, не си го прочитала никаде на медиум, па сето тоа да се пребаци после на друг систем за да дојдеме до
вистинската причина и праќање на екипа онаму каде што треба. Сето тоа е убаво, не велам не напаѓам никого апсолутно, треба повеќе вработени за да сето тоа функционира и треба една поголема кампања да разграничиме кој број е за што. Се додека постојат активно 193, 192, 194, еве 196 помош припаат Автомотосојуз и они знаат да бидат клучен фактор за одредени ситуации. Се додека не си ги знаеме броевиве, може не општ хаос кој што се случува за пријавувачот кој што е во паника, а не го знае бројот, и да направи грешка не е лошо, меѓутоа еве после 15 години мене во пожарна, се уште се случува многу често, значи може има ситуации преку 50-100 дојави за брза помош или за полиција во пожарна. И малку ми е криво, ќе повторам уште еднаш, не напаѓам никога, ама сопствениот народ не си ги знае итните броеви. Па извинете, ондак нешто не достига во образовниот систем. Ако не почнеме од најрани години да ги учиме младите и децава како треба да повикаат, како треба да настапат во случај на пожар, да се само евакуираат или како треба да употребуваат ПП апарат при помали пожари, тоа што правиме? И да не, бидејќи ПП апаратите ги спомени, да не зборуваме за тоа на колку места и законски треба да ги има, а нема, да не го занемариме тој факт дека има закони кога се градат објекти, каде треба да стои, што треба да има. И некогаш кој ќе прошеташ по згради, по институции, по места во Скопје и ќе видиш дека баш и нема или не се поставени каде што треба и се, и тоа пак е убава спомена и со сите гости тука што биле, на крај сме дошле до заклучок дека дури за ваква тема кога збориме, дека се доаѓа од таа најрана возраст и дека клучот на се што дали чини или не чини во државава, колку и да сакаме да го одбегнуваме, е образованието. Тоа е, бидејќи еве ми изненади дека може некој да не ги знае овие броеви. Тоа е пречесто. И мислам дека не треба да се изненадуваме, туку треба да престанеме од нашиот бабл да живееме, да сватиме дека имаме сериозни проблеми. Токму затоа го спомнав и се надевам дека ќе го постигне нивото за кое што и постои бројот 112. Поентата е таа да не губиме време, ниту ти и ја и секоја потенцијална жртва да бара броеви, него директно оно SOS повик да иде онаму каде што треба. Иако тоа веќе некои 2-3 години функционира, меѓутоа требаше да почне многу порано. Требаше да почне многу порано, затоа што се уште не е поврзано со операториве наши, не знам како го регулираат сето тоа, меѓутоа се уште е активен бројот 193, 192, 194 се активни и во тоа бунило се губи време. А кои се луѓето што работат како сами оператори, нели, во рамки на бригадите, на станиците, дали тоа се луѓе што исто така се пожарникари или некој што се обучува да знае како да разговара со луѓето што ќе се јават? Како иде тоа? Бидејќи еве сум снимала, сум гледала како тоа оди во брза помош и на другите места, но не знам тоа како оди кај вас, кој работи, кој ги прима тие повици, кој оператор, кој... Епа ќе ти кажам, гледаш во него и ќе ми биде чест ако дојдеш, можеме да го снимиме тоа. Знам дека командантот би го одобрил сето тоа да биде прикажано во најдобро светло, затоа што професионално се изведува. Неколку години го работам тоа, оператор во командно-оперативен центар на бригадата на градот Скопје. И тоа си има посебен интензитет, адреналин и се, нормално дека треба обука и но дали може тоа да го работи некој што не е пожарникар? Па не, и нема логика. Така, тоа ме интересираше. Некој што не почувствувал како е да се бориш со пламени јазици и да се биде дел од тим, некој што не е почувствувал маката на пожарникарот, што значи да се иде од интервенција на интервенција, што значи да се биде гладен, а се дава максимум од себе, нема логика да го работи тоа, затоа што ние сме поврзан систем и секој мора да се познава како функционираат работите, затоа што ти кога добиваш одреден повик, ти си тој кој што го регулира релацијата тебе пожарникарите, одредуваш кои тимови идат на специфични работи, имаме одредени тими каде што одат,
Се избираат возилата, во постојана комуникација си со колегите, во постојана комуникација си со полиција, со брза помош, со ЕВН, онаму каде што треба да се исклучи струја, што е веќе пречесто, значи ние без ЕВН не можеме да функционираме. Има ситуации каде што мора да се исклучи струјата пред да се заштитат граѓаните, а и моите колеги. И тоа го прави оно што ќе го добие повикот случајот, треба целата таа операција да Така. да ја смисли. Тоа е една машинерија, целосен адреналин, би им било драго да дојдеш да го уснимиш тоа и да го видиш дека тоа функционира, добро функционира. Еви, тука е еден апел, ни требаат и во командно-оперативниот центар повеќе луѓе. Иако сега за сега сме мокини и таму има многу квалитетни луѓе кои што си ја познаваат работата, си ги почитуваат колегите, функционира да, меѓутоа, еве, ако земеме на глобално ниво, у тие пожарникари кои што ги спомнав што треба да се вработат, во таа бројка влагаат и колегите кои што се потребни во командно-оперативниот центар. Преска кога задачите ги набројував за да ми ги потврдиш и да ми кажеш уште што работите, ми кажа дека сепак има некои приоритети кога се даваат, односно нели дека сме виделе дека се помага во оној дел кога има животинче, нели заглавено, ама ако има во истиот момент огромен пожар, во медицината тоа се вика триажа. Како се вика кај вас кога некаде мора да се пресече каде треба да се даде приоритет. Сега е многу специфична ситуација, специфична професија, кога гори не може веројатно да се дава приоритет, ама има ли некаква триажа што се прави кога ги добивате тие повици? Триажата важи и кај нас. Се вика триажа, така? Да. Ние воедно знаеме и прва помош. Можеби не сме многу на број, неколкумина од нас се и парамедик инструктори. Воедно и јас. Обучени сме да даваме прва помош, модифицирана пред за спасување на собствените колеги. Во одредени ситуации, тоа ти дава моќ да помогнеш и онаму каде што можеш, плюс меѓутоа, затоа тука сме функционални со брзата помош. Често знаеме да отидеме, иако не е наша работа, меѓутоа работиме со отворено срце, верувам дека таму имаат истата проблематика, доаѓаме као физичка помош на првата помош, за пренос на пациенти. Да, тоа бидејќи сум работела во медицина, знам. Значи, Бидејќи они кубурат со се. Уклучени сме во многу ситуации кои што обичниот граѓанин не ги знае, не по негова вина, јас реков. Кампања и едукација се клучни работи. Добра, значи триажата е истиот збор, сленгот е кај нас редуцирање, тоа е на шега, кажуваме. Сега не можеш да редуцираш работи, меѓутоа можеш да знаеш што е побитно од другото. И затоа е важно пожарникар да го работи тоа што го работи, затоа што не би можел некој што од надвор са ти ќе го научиш на телефон да се јавува и да прима повици, не би можел да знае нели како да процени. Каде треба, кога треба, Интересно е тоа, не знаев дека и вие одредувате кој пожарникар, која екипа, како треба да оди, затоа веројатно е најважно. Апсолутно, во 19 часот. Што значи тоа? Секој од вас има некој не афинитет, ама нешто за кое го работи повеќе, па така се екипира, како се бираат екипите, кое не знам, кој е на работа, кој е добар се не може сите во се да бидете најдобри, во нешто си подобар од другите работи. Тоа е природно за било што. Така. Тоа е добра стратегија на командирот на чета, апсолутно. Апсолутно, поделени се возилата, ние имаме 2-3 оделенија кои што се поделени од типот на помал пожар, отворен пожар, шумски пожар, стрниште, депонија. Селски тип, мислам, без навреда не звучува селски тип, по смисол на куки, има одредено возило кое што иде и на интервенции на околните села и паралелно цистерна со него. Имаме и возило број 1 кој што иде на урбани средини, на станови, паралелно цистерна со него. Додатно уште една ако е потребно. На крајот на криштата, ако е сериозен пожар, сите се вклучуваме заедно, што е нормално. Има екипа која што иде со скала, интервенира, спасува потенцијални жртви. Значи има од секој аспект. Има возило за технички интервенции, тоа се сообраќајните незгоди најчесто каде што има хидравличен алат. За среќа добри сме, неко буриме со хидравличен алат и у принцип се многу јаки на тој план. А имаш ли забележано, бидејќи 15 години работиш, сега малку луѓе сте, морате да работите морате секој со секого да работите, нели на страна кој секој колектив кој ти се свиѓа, не ти се свиѓа, ама дали бидејќи јас толку сум работела на дијализа и дека работиш во различни сали со различни колеги, има некако некои колеги не да ти се подраги, ама некако
поси имаш кликнато, под тимот е некако здружен, ти си имате така случајно, веројатно со многу повеќе луѓе, ама да има неколку колеги со кои баш и не мораш многу да се разбираш. Вие немате време многу да правите муабет, ама важно ли е тоа многу колку ќе ти се погоди колегата, колегите, колку идите на терен? Во однос на работата... Увежбаност, ајде, како да го кажам. Сега, малку ми отиде сега на ова приватно. Сега као лично ми се допаѓа колега. Не, некако лично има со некои луѓе што не треба да... Ништо треба да се погледнеш и да се разбереш. И тоа колку е тоа важно? И тоа е важно и се случува по кратка постапка. Особено каде што се секунди упрашање. Така. Сам себе си треба да прифатиш дека треба да послушаш постар колега и апсолутно функционираме како фамилија на терен, без разлика дали ти Те приватно... прашувам, знаеш зашто? Затоа што вашата професија не е професија каде што, не дај Боже да е така, или кој ушо да верува, каде што би требало да има простор за приватни работи да влегуваат во работата, или дали некој ми се свиѓа, не ми се свиѓа, или суета. Може би затоа го работите тоа, не би можело некој да биде пожарникар и да му егото до плафон. Надвор од капија нека цвета суета, а внатре во капија во Затоа, бригадата се функционира како семејство се функционира. па значи ти нема викам. грешка. Без разлика, значи правиме нормални муабети, не секој тебе ќе ти се допадне, не секој ти се допаѓа начинот на кој што он пристапува, авторитетот ама него. Ама во фамилија не ти се сигат сите ама апсолутно, на ама на терен доаѓа до тоа и тоа е многу убаво. Кога веќе со очи се разбирате, кога секој се знае работата. Тоа да прашам зашто тоа е најтешко. Особено што треба надвор од работата да ги тргнеш работите и ова ни е тука работа, дали ние си се сакаме, не си се сакаме, различна музика слушаме, ова ни е работа и тоа веројатно претпоставувам, јас сум го осетила во медицина кога сум работела дека тоа е најтешко. Се да тргнеш на страна, готово работа и што и како општество колективно ни фали. Ни фали точно. Сега за сега не дозволуваме емоциите и приватноста зад капија, што велам ја или после 19. Добра, со стресот, значи не може да немате стрес колку години да работиш, бидејќи претпоставувам многу неубави работи имате видено. Кој ти е тебе филтерот? Кој ви е филтерот, бидејќи ти во моментот ако работиш 10-12 сати, не знам, претпоставувам дека има денови кога не се прибирате по 7 дена, 10 дена по планини се оди, по шуми се оди. Како се справувате со стресот отпосле, бидејќи во моментот на адреналин не ти е ништо и мислиш дека се можеш да направиш. Како отпосле се справуваш со целиот стрес што го имаш на работа, бидејќи не може човек да се навикне на лоши работи, бидејќи еден пожар и потенцијална опасност некој да загине е стресна работа. Праша кој ми е филтерот? Керка ми е филтерот и тоа е тоа. Прашање повторно ми поставаш точно кој што треба да ми поставаш прашање, ми се допаѓа. Потребно е психијатар и психолог вклучен директно во бригадата. Дефинитивно е потребно. Потребно е секој пожарникар после тешка интервенција доколку сака да побара помош да се отвори некому кој што не е ни фамилија ниту колега на оној начин како што смета и дека може, затоа што некогаш верувам и ради гордост и ради ситуација сите страдаме во себе, меѓутоа пред колеги не може да си го дозволиш не можете тоа. Да си помогнете зашто сте во истата каша, треба некој од надвор да те сослуша и да те свати. Мислам, стручно лице, вие меѓу себе уште тоа да се лечите. Да, не достига, медицински лица не достигаат кај нас. Како што и не достига парамедик возило и не достига. Воедно, а ова психијатар, психолог, апсолутно. Апсолутно верувам затоа што и колегите што ги познавам, некои нормално луѓе сме потешко се отвараат, ама затоа кога би постоело медицинско лице каде што интимата ќе биде сочувана и ќе биде отворена за тебе, 24/7 да разговараш за некој тежок случај, ти помогне да го претрпиш сето тоа, за да не се одрази приватно кај тебе и кај твојата фамилија после работа, апсолутно потребно е медицинско лице, да. А дали ти си има случајно низ годиниве барнаут да доживееш, бидејќи особено стресни професии страдаат луѓето од барнаут, бидејќи е и вашата професија таква, не е лесно некој да биде пожарникар. Има стресни ситуации, сега за сега имам добри пријатели кои што извинувам малку им досегам понекогаш, ама се прават дека ги интересира, нели? Се уште е интересна тематиката пожарникар, па можеме да разговараме на тие теми.
Ама има ситуации поврзани со нормалниот живот и професионалниот живот на работа, едноставно имаш потреба некому да се отвориш повеќе од луѓето што те познаваат и се секојдневно со тебе. Може би, па да, има некаква таква дамка, за сега не се одразува толку. Има случаеви кои што ме мачат од смисол, не си покажал емотивност директно на терен према фамилијата на која страда и гори материјалното добро. Тоа го чуваш у себе. Нема простор за тоа, што те води оној скротен адреналин што велам јас и нема место за тоа. Меѓутоа, има ситуации после тоа сакаш да ја видиш фамилија, да видиш како одат нештата понатаму, дали некој помогнал или нешто друго, или да утешиш и да кажеш ова е тоа што можевме да го направиме, не можеме повеќе. Јас се надевам дека општината или некој друг бе помогнал за понатаму да ме врати на нозе. Ама има ситуации кои ги носиме у нас, а не треба да ги носиме у нас. Сега за сега не можам да знам секој размислување на колегите. Не можеш да знаеш затоа што тоа е фирма на физички работници и да не речам секој ќе се почука у гради и нема да разговара за тоа, него ќе се правиме сите силни се додека сме на работа затоа што професионалноста го бара тоа од нас. Ама за после верувам дека има некаква потреба и верувам и нормално е некој да нема стварно буквално издувен филтер и со некого да разговара на таа тема затоа што мисли дека ќе го загрози и него. Особено не сакаш да досадуваш со траумите и да ги пребацуваш на сопственото семејство. Ама потребно е медицинско лице у секој случај. А со онај физичкиот дел, да речеме, бидејќи мора да сте во добра форма, претпоставувам, внимаваш на тоа колку спиеш, колку јадеш или како и да оди. Не знам дали конкретно режими на исхрана имате, ама мора да вежбате, мора да си физички подготвен, мора да спиете добро, не можеш да одиш на работа ненаспана, нели? Тоа е пак лично, да, околу исхрана и вежбање, меѓутоа имаме теретана, не е воена тајна, има млади момци што се полни со себе, полни во форма, поздрав уши еднаш до нив. И воедно и дел од техничкиот аспект на вежбите, вклучено заедно, формулира да тоа еден скопски пожарникар знае да ја заврши задачата. Нормално дека 57-58 годишен колега не може да настапува како тебе, човекот е пред пензија, апсолутно, затоа велам, ама затоа со кликер и искуството што му го дало претходно пожарната, може да заврши повеќе работи од било кој, што е чудно вака сега со цивил ќе те наречам, знаеш, кога разговараш, ќе вика, има коментари од тип, овој со стомаков, овој со стомаков, може за петорица да заврши работа на база на техника и искуство и може да научиш нешто од него. Тоа е лудо, како им успева на луѓето. И константно се случува кај оние луѓе кои што физички не изгледаат како нас, помладите, пардон на микрофонот, помладите го, 360 му направи. Дали тоа спремност, ти И пак ќе речам за жал што колеги пред пензија се уште се онака. Луѓе кои што треба да одмараат, завршуваат повеќе работа од колку што треба да завршат или треба да одмараат, ама искуството, начинот, пристапот и она што го научиле во работава го манифестираат на најак можен начин. И затоа и функционираме. Че добра комбинација на млада сила и мора да има мудрост, бидејќи некогаш не се само мускулите и ќе одиме. Не некогаш мислам дека во најголем број на случаи кај вас не е само физичката спремност, бидејќи кога се секунди во прашање, фино ако е некој набилдан и спремен, ама треба нели некој конците да ги поведе. Не, сега делом јака. Сега да не рече некој од колегиве од кај тебе шо збори ова, ама нели не е у мускулите се некој треба. Не е се во мускулите, да, точно е тоа, апсолутно не е се во мускулите. Не е се. Значи, не е. Бидејќи тоа, нели, луѓе што работат во војска, во полиција, гледам се, претпоставам, фино е тоа, ние нешто поведени од Холивуд и од филмови, ама убаво кажа, луѓе што имаат 60 години, што 40 години, виделе се и се што ќе се справат, како кажат, и за 5 души.
Може би ќе изгледаме ние сите као за календар, доколку вработиш 200 луѓе, млади луѓе желни за работа. Ама и овие ќе мора да ти видат тука да те насочат што да работиш. Па, апсолутно, и на запад останува, и човекот додека е во пензија останува како инструктор во Па и собствената така бригада. би требало И тоа е како логично. ментор, обучувач, како и да се вика. Муабатот ми беше 200 луѓе желни за работа кои ќе ги вработиш. Па таа работна конкуренција на физичка спремност расте и расте и расте. Ти добиеш супер машина. Ја велам, тоа е решението. Помасовно вработување и идеја некоја која што имам, дали со војската, дали со дирекција за заштита спасување, дали со центар за управа со кризи. Треба да се сплотиме и споиме во А едно. има ли млади луѓе доаѓаат, Дајте финанси, па ќе ли? видиме колку сме мокни и сме мокни. Треба да ги здружиме силите заедно. Сето тоа треба да иде под едно. Тоа е само моје мислење, Не бидејќи алудирам на со ништо. сите знаеме веќе тој по медиуми сегда дека нема луѓе, неколку пати ти го спомна, а има ли луѓе се јавуваат ли, прашуваат ли дека сакаат да дојдат да работат? Има заинтересирани луѓе. Мислам, Па не само во мојот круг, луѓе кои што некако стигнале до мојот телефонски број, меѓутоа јас сум само физички работник, како му да, доаѓа. не. Го немам одговорот и жал ми е што го немам одговорот. Меѓутоа некои се навредуваат и па ти те гледавме, знаеш ово, да, јас сум само физички работник. Мене ми е криво стварно, сериозно. Таа е нашата болка и таа се уште останува и се надевам дека ќе се поправат нештата, дека не знам зашто, ама нешто ми кажува дека оваа есен ќе бидеме изненадени со еден нов конкурс. Ако ништо друго, јас би се радувал као подарок за бригадата и за градот пред нова година. Па Пошто да. е- А тебе што те натера да станеш пожарникар? Црташе као малецок на тоа задачата што сакаш да видиш кој ќе пораснеш или сосема поинаку влезе у се ова? Па види онак веќе Бидејќи нели е сон на многу деца мали кои се сака да бидат доктори, пожарникари. Да не звучи клише, значи пожарникарот се ми тие Да. муабети, нели, као се вртат сега. Да, секогаш било тоа, не било конкретно, се додека не се појавило ти изграден како човек или некој младо момче кое што го интересираше, ме интересираше медицина, јас веќе се бавев со уличен фитнес и идев неколку курсеви на прва помош пошто ме интересираше и паралелно кога ќе склопиш сето тоа и со твојата скротена емотивност која можеш да ја контролираш и да бидеш физички активен без да те издефинира доека работиш, се појави огласот и го зграбчив. Како ти кажам, ти спомнав преска после 94-та прв оглас за вработување на пожарникари и со собствениот спортски успех имав среќа да бидам избран. И тоа беше многу интересен момент, се сеќавам. Огласот помина, речи си да се откажав, тажен, нетажен, ја продолжив да тренирам на кеј. Кога се јавив со слушалки испотен по рамовка, по шорти и трч. Така заминав кон градот Скопје. Викам, тоа е тоа, или сакате работник или не сакате, јас се извинувам што не носам одело или кошула, се извинувам, може би малку мирисам, меѓутоа, ако сакате спремност, тука сум ќе одговорам, подпишувам со две раци. Така, а ова сега, околу тоа, околу детство, ова сега стварно е, нека клишека, сега не знам шо. Па добро може, има на некој детскиот сон што му се оствари. Тоа ти е кои тинеџерските денови која се ни беше да припаѓаме некаде, да се декларираме како нешто, металец, рокер, хардкорец, што и да е. Тоа така некако му доаѓа. Ама сега кога се дефинираш, кога се градиш како особа, ти се појавуваат повеќе идеалите. Може ти е биле длабоко у тебе, окей, да, ама реално гледано вака онака пожарникарот сем му се радував. Му се радував, многу му се радував. Пошто претпоставам од колегите имаш луѓе што Му се радував. баш цртале дека сакаат да бидат пожарникари. Воедно и ми легнуваат тие филмовите и со Стив Макмин и Пол Њуман, ако не се жалам, и со Болдвин понатаму, па гледаш, па Chicago Fire веќе ја фатив додека бев у пожарна, а тие веќе и као ја пожарникаро, вие чекај сега. Грешки да им фаќаш, а? Не, ама и да научиш нешто, макар и било тоа рекламно направено или позирачки, знаеш. Па не, Ама и од љубов, тука влечат, љубов е и од тука се влечат идеите кои што понатаму пробавме да ги изманифестираме, да понудиме у пожарна и така и испадне и календарот што испадне, веќе го спомнам, нели го спомнавме пред разговоров. И се надевав дека ќе испадне традиција и се надам дека оваа година Со новите вработувања и календарки. со новите вратувања, нов календар, нормално продажба, промоција, добротворни цели, како што личи за еден пожарникар и
Стварно сакам да остане тоа традиција. Ќе пишам доле да изброи некој во коментар колку пати спомнавме за вработувањата, па може ќе имате нови колеги, нека тргнат тука муабетот. Па тој е цел. Не, како што реков уште еднаш, се оградувам од политики, од работодавци, од општини, од све, него ова е апел дека нужно е, итно е потребно нови вработувања, како за градот, така и за државата, апсолутно. Не знам до кога можеме да издржиме со овие сили. Не смееме пред се ради нас лично да потфрлиме. До сега не потфрлуваме, меѓутоа не може еднаш секојаш да работи еден пожарникар за тројца во градов, а и поширок. А си бил ли во ситуација бидејќи, може не е соодветен израз преработен, нели кога има малце луѓе, мора све да работат и да работат многу, да си бил во баш некоја опасна ситуација, да си имаш повредено, да ти си има нешто полошо случајно на поголем пожар или некаква интервенција? Па се има, оттаму и дојде целиот момент кога требаше повеќе да пазам на себе поради една лична, прилично зафркната повреда и оттаму не се откажував, иако 6 до 9 месеци ми требаше да се вратам и не се вратив секогаш целосно у физичката моќ што ја имав. Оттаму се појави интересот кон командно-оперативниот центар, онома кај што е потребно да не се откажам, него да дадам придонес за пожарната кај што знам и умеам или каде што може да ме научат и можам да научам. И баш ме подсети преска спомнавме токму на таа ноќ со тие 43-4 интервенции, токму тогаш се случи таа повреда, каде што кажав нели дождот не ни помагаше кој што треба, тој беше некој полупланински регион, каде што беше запален еден објект и црква. И дотаму мораше се стигне само пеш за планинарење. На себе имав 2 грбни пумпи. У моментов заборев, се извинам, се блокирав колку литри вода носев на себе и имаше некој одро на земја. 20 на минути се тркалав, сум се разбудил некаде после саат-два у безсознание, со свиткан врат. И викам, ова е тоа, значи као, окей сум, ама не сум окей. Викам сега, прво што мислиш, викам, кариерава застанува овде, а врне дожд исто, викаш конечно врне дожд, се разбудив од дожд. И пати не тргнуваш за себе, не викаш за пожарна, знаеш, као викам, сега као нема да работам, викам, тоа е тоа, викам, шо ќе биде со мислиш на пожарна и терапија, чуда, ова, на кјути се вратив. Меѓутоа одредени болки и чуда се уште постојат и ме мачат. Ама затоа придонесувам оному каде што моментално работам и придонесувам и тоа ми тргна и многу ми е драго што сум, не да се фалам себе си, ми треба уште еден, уште двајца плюс колеги. И како што ти кажав, и за тука сакам да се отвори оглас и да се даде шанса, затоа што и тоа сакам да го видиш, што значи една алка на поврзување на фирмите низ градот, фирмите се ги нарекувам, на општите служби кои што се за помош на народот и како сето тоа функционира и како мора да имаш корелација и брза одлука кој тим каде ќе го пратиш, соодветно со комуникација со командирот, кои луѓе се за ова, кои луѓе се за ова, кој што го спомнавме претходно сленгот редуцирање, мада нема редуцирање. Кога гори сите идеме таму и тоа е тоа. А сега одиш на терен или си само нова посветен? Сега конкретно сум во командно-оперативниот центар. Да. И нашиот договор е доколку има потреба онаму каде што знаеш и доколку има потреба се луѓе, оди, ќе одиш, така. кога ќе одат, одиме сите. Да. А колку таквото искуство сега го спомена нели со повредите, имаше, па не знам, тоа е многу познато во психологијата и го има во професии каде што луѓе често се соочуваат, ајде да кажеме, со смрт, бидејќи иако вие сте обучени, не се, мислам, го работите тоа, не се случуваат толку често незгоди па да насрда посериозно пожарникар, барем колку што знам, се надевам дека нема. Не се, тоа тебе што ти се случило не се случува толку често и дури и потешки работи. Но имаше еден момент на тоа дека луѓето што работат професии каде што секојдневно па и многу често избегнуваат смрт, се многу не само по-неплашливи, туку оној момент на добивање сила се може би многу лошо, бидејќи вашата е баш благородна работа, тоа го има малце во други професиички, ама оној момент на бок, односно кога знаеш дека секој ден и бегаш на смртта, дека си многу посигурен и знаеш дека можеш се и уште повеќе се даваш, мислам дека убаво ти го објаснив. Final destination. Реков ме потсети се малку. Не, ама ти буквално кога работиш со
во случаев со оган, ти си секој ден потенцијално изложен на смрт. И секоја твое голема интервенција, ако не е тука еден зид што не е кузни колку сериозно да го изгасиш, секое фрлање и одање во оган е потенцијално бегање на смрт. Иако вие знаете дека нема да умрете од еден пожар, бидејќи знаете да работите. Ама тоа е еден интересен феномен на луѓето што работа такви работи, после колку мислат дека се семокни. Затоа и ти со такви повреди сега кажуваш дека јаки сме бе, можеме да работиме. Си го имаш тоа осетено на своја кожа дека колку вас не ве плаши нормален човек, како ги кажат и цивили, да е во таква ситуација ќе седи дома и нема да работи. Ти викаш можам да работам, ќе работам, имаш размислувано на ова? Имам размислувано и го имам напоменато еднаш дека буквално прави поддршката што имаш од колегите, облакањето на непламат противпожарната униформа те воздигнува. На некој начин те прави супермен во главата. И со такво размислување ти не се коцкаш со смртта. Нормално затоа што се храниш со едукација постојано. Нормално, затоа го кажав така, ма подсвесно некаде во главата стои дека ти си над ситуацијата. Притискаш на едно копче и го притискаш. И тоа е водилка. Так. Значи со скротен адреналин и малку тргање на емоциите, нема емоции у моментот. За да добиеш на ефикасност. Ти си емотивна особа, меѓутоа на терен не. Па добро, ваква професија не може да работи некој што не е емпатичен и емотивен, бидејќи прво не е ни најплатената професија, далеку од платена професија и во нормалните држави развиени, каде што зимаат многу повеќе твоите колеги плати, не зимаат колку некој што е IT или некоја друга професија. За жал, ваквите професии никаде во светот не се платени колку што би требало да бидат. Може би луѓето во Австрија, нели, дојдоа ни помагаат тука, може би зимаат поголема плата од македонците, ама дека зимаат повеќе пари од некој банкар, не зимаат ни таму. Или програмер. Така е, меѓутоа без разлика на тоа ја завршуваш работата. Не, затоа без тика ми разлика, интересно, бидејќи ваквите професии, јас тоа со пријателка што е докторка го зборев, а имаше сега, може би го гледаш подкастов на Агелас, на Галеп, имаше баш еден гостин што е новинар, иако нели нас ни се многу различни мојата и твојата професија, каде што вели ти не работиш ваква работа ако ти мислиш дека ќе станеш богат или познат или не знам какви привилегии ќе имаш, бидејќи вакви професии не може да работат луѓе што се ај сега да не се налотиш и ти и твоите колеги нормални, значи ти треба да сакаш и да стануваш и да имаш порив и да помагаш и да правиш, а тоа не може секој да го прави. Па велиш, сега извини, ама веќе ме правиш славен. Па мислам дека така, зашто кој станал пожарникар зашто сака да стане богат, мислам, нели? Не дојдов од тој аспект или од глад за Знам дека себе се зезаш, прикажување, значи ти кажав и претходно, има период кој ти доаѓа преку глава од гостувања затоа што ама на кој рекол сакам да бидам пожарникар или так. доктор, пошто сакам да сум богат и да славен. не звучи ова како провокација, пошто кај нас постои таа суета на зашто тој, зашто овој. Не бе брат, драго ми ако и ти говориш и се отвориш и се понудиш некаде да разговараш за истава проблематика, да не биде стилот работи ми си пати ме ово, она да постои тоа ке пожарникарот леле пак ли вече, ама мора да идеш да завршиш целата работа. Да е работа. Постои копче во тоа кој што да те прави за нијанса посупериорен затоа што мора да те прави, тоа е поентава. Знаеш кај се пријавуваш, па вајда треба да знаеш каде да одиш, така? Да, барем од прилика да ти е јасно пред да влезеш во се тоа. Да. Дефинитивно треба да знаеш. Може би некој не знае, ама му доаѓа. Никој не те тера со сила, нели можеш да се повлечеш. Ама засега искачаат добри производи. А си има ли некој повлечено? Еве ме интересира, многу луѓе менуваат професии од многу бранши, особено вакви стресни и тешки. Тоа ние со моите колеги го имаме работено, бидејќи го зборувано, сите кажуваат новинарството е тешко, работиш на празници, нема пари, и никој се нема откажано.
сега некој тренте години, ама во главно никој не си оди од новинарство. Има ли пожарникар, барем ти да знаеш, еве, се откажуваат ли луѓе од вашата работа, па се работел 10-15 години као тебе или повеќе и рекол ќе работам нешто друго после толку време? Како се врзаа сега работиве? Не баре за пред некој месец и пол-два бивш мој колега гостуваше во еден подкаст, токму за тоа спомна и IT, од пожарникар до IT сектор. Генерација сме заедно. Поздрав до него, знае за кого зборам. Еден прилично квалитетен пожарникар. И како му е сега да седи у канцеларија на човек што е научен надвор? Не знам, треба да го прашаш. И Треба подкастот да го видам. Ќе те поврзам со него баш. Мене ми е криво, ми недостига затоа што прилично беше еден врв на пожарникар, меѓутоа спрема третманот најверојатно кој што го добиваше. Личен момент, финанси, пожртвуваност. Може би сметаше себе си дека не е толку ценет и го оправдувам. Така да реши да се повлече и се повлече. За некој ќе каже си го спаси животот. Не знам, тоа е релативно, треба да го прашаме него, не би сакал да разговарам на таа тема. Мене ми е лично криво што е дупка. Во фирмата го губиш еден извини што те прекинав, што еден пожарникар си се потрошил, си го обучил, и е талент, испроведува све и да го изгубиш. Има друг исто така од генерација кој што замина, отиде во полиција. И тоа се случува. Сега овие денови не, меѓутоа знае да се случи и се случувало и пред јас да се вработам, до луѓе од било какви причини, најверојатно стресни, финансиски, тие се причините кои што се откажувале. Јас не се откажав повеќето од мојава генерација. А ти си има случајно, па на сите им се случува некош да си помислиш дека не можеш, не сакаш веќе да работиш ова. Или се обидуваш да не мислиш многу. Се обидуваш да не мислиш, ама има у тебе тоа дупло јас едно такво што ќе опрегази тој мојот. Си се договараш сам со себе. Како вика, паметните луѓе разговараат сами со себе. За некого е налудничаво тоа, нели? Ама дошло во ситуација кога мислиш дека ова е стварно прекумерно и ова ни се случува, си велиш, човече, ова не прекинува. Кога ќе прекинат јавувања во интервенциите? Значи, луѓе, ја мислам дека не можат. Не може и народов. Има ситуации кои што има преку 700 дојави, треба да ги исконтролираш тие дојави и да бидеш учтив и фин. Јас извинувам на граѓаните некогаш кога велиме станува збор. Тоа веќе се препозна. Кога станува збор за на иста интервенција, знаеш дека цел град се јавува. Понекогаш цел град се јавува за контейнер, имаше таков случај пред Браво доле на Партизанска гори. Имаш повеќе дојави отколку за некоја куќа у некое околно село или општина околу градов, има само 2 дојави, а многу посериозен пожар. Него има такви сакаат. Океј. Има и луѓе кои што не прават ништо и снимаат со телефони само, знаеш, како. И постоел на Facebook, а не свртил 193. Да пробам и тоа да го разберам. Али у принцип, од што нема време и за да се покрие сето тоа, не дај Боже на другата линија да има друг пожар, иде момент, ви благодариме, знаеме и едноставно мора да се спушти телефонот, иако ти можеш да го доживееш тоа кој е овој некултурниот во друга страна. Да, ма јас имам забележано дека сега што ќе гледат луѓе во мислам дека ќе се сложат, барем од луѓето што се во служба на народот, јас немам никогаш чуено негативни коментари од граѓаните за пожарникарите, како што многу често се коментира за полиција, за војска, да не редиме натаму. Ама јас никогаш немам слушнато од луѓето што немаат никаква врска со вас, од цивилите. Многу ти е интересен зборот, иако знам дека вас не ви е тоа навредливо. Не, апсолутно знам не е зашо го навредливо. користите, ми е интересно. Никогаш немам слушнато лош коментар, они не работат, па осте ги таму, па не знам шо, па што се жалат за платите, што е интересно и што очигледно, па може би до негде сме свесни дека што значите вие у едно општество, бидејќи на вистина за полиција, за војска, за да не редиме доктори, но за сите се имам изнаслушано и значитано, пошто дел од работата им и да следам и коментари и вести и се, ама за пожарникари ретко има негативен коментар, скоро и да немало некој да каже вие не работат, седат, кога знаеме дека работите и дека се утепани од работа. Кој ќе каже дека вие не работите? Па не дека кругови на луѓе не ни се слични, може би некои се лицемерни, се шегувам, знаеш. Ама
Не сум налетал на коментари. Имало коментари, токму затоа и ваквите гостувања и прикажувањето и објаснувањето на нашава работа и каква е ситуацијава, дека треба да разберат ако треба и ќе се извиниме, меѓутоа не сме виновни што сме стајани во ваква ситуација. Повторно со малата бројка до таван се качивме со тој муабет, ама има луѓе на кои што треба да им се подобјасни, а знаат да бидат вулгарни реално. Значи првично, значи кога сум бил во подстаници, дали е битно Ѓорчи или Тафталич, има луѓе кои што ќе поминат и као сега да не ти кажам кој вокабулар го користат, ама прилично навредлив, као у стил што сега вие тука нешто као одмарате по цел ден и само со една работа го прекинуваш. Извини, сакаш да ти гори? Ни јас не сакам, ни ти не сакаш. Ни ти не сакаш да ме видиш како ти спасувам нешто што гори, така? Да. Па да. Значи, ако си дрзок ќе добиеш на културен начин, нема врска, али у принцип да, има луѓе кои што се и треба да им се подобјасни и ти кажа, воедно јас се извинувам на сите луѓе кои што мислат дека им е спуштен телефонот за време на дојава, меѓутоа тоа е веќе некоја 700.000 И дојава. особено што го спомна контингерот на Френкфет, но место што го виделе 200 души у 10 минути, бидејќи е на сам булевар у сред центар. За да биде функционално мора да прекинеш одма, меѓутоа си учтив и велиш да, запознаени сме, сега ако тоа тамо не чуе пријатно или чао, нека не се навреди. Јас стварно се извинувам ако треба да се извинувам, за да функционираме и да делува брзо. Ако веќе се тие 300 дојави или 700 колку и да се за еден пожар, секогаш постои опцијата да се појави втор, трет или четврт пожар. И мора да бидеш брз, затоа што мора да кренеш и таму. Тоа е тоа. А веќе кога знаеш дека телефоните звонат, и звонат, тоа е конкретно, обично е за еден исти пожар, да. Тоа беше случајот сега со расадникот у Кисела вода, кој што беше актуелен. Јас знам дека сите граѓани го гледаат чадот од сите страни. И тоа е тоа, го завршивме и Отколку што ќе се јават у Драчево да се случува нешто, затоа што не дека е Драчево мало, е Драчево цело време го спомнам, ами тие се таму екипа супер. срцки се, ти кажам, Драчево се толку утепани од работа. Значи Драчево, знаеш колку Фреон покрива се студеничани и на кај Козјак. Па таму се и ниви и апсолутно, да, па долно Лисиче, па ваму депонија. И тоа е еден голем проблем, се надам дека ќе се реши, затоа што е срамота за еден пожарникар со 35 килограми на себе да гаси во депонија. Нешто што се решава преку општина и со механизација и машинерија. Да, и тоа со години се збореше веќе. Се збореше дека ние нема да идеме повеќе на стрништа, на депонии, него ќе се го чуваме урбаниот дел од градот, нормално со општините и куќите, дека таму ќе бидат вклучени други институции, но повторно требаше комунални редари да има, па нема нели тоа се е споено. И повторно се паѓа на нас. И тука е таа болка, што е константна, таа болка кога треба да се објасниш зашто е тоа така. Да, едукација многу пати ја спомнавме, затоа и на луѓето треба да им се објаснуваат вакви работи, за да ни е јасно зошто треба да реагираме и каде да реагираме. Преска спомна со, морам да те прашам, тоа секојаш ме интересирало, не дека вас ви е најважно јадењето кога не знаете кај ви е главата, но ми беше многу фасцинантно кога дојдоа, мислам дека во Малешевијата тоа беше екипа од Австрија. Ти знаеш сигурно подобро, може би беа германци, не знам, бидејќи нели секојаш кај нас доаѓа некој од страна, дека има мобилни кујни или нешто така, кога постави и шатори и се. Така рече некој видео ваш што прашува, каде вие јадете кога сте некаде по 100 дена отидени? Не 100 дена буквално, а се случува да се заглавува по многу денови. Кој им дава јадење на пожарникарите и вода за пиење? Може е глупо прашање. Не е глупо. Значи тоа е болка. Значи веќе да работиш со стрес, при крај си со нервите, гладен си. Забораш дека си гладен, меѓутоа организмот реагира на друг начин. Јадеме оному кој што штитиме на таа линија, јадеме до возило. Да, носи после извесен период, сега не ме фаќа за збор, не знам колку часа беше, како гласи по закон или дали е воопшто по закон, после извесни часови работа на терен, дали е планински или отворен простор, се побарува до командно-оперативниот центар. У комбинација со началник и командант стапуваме у контакт со градот Скопје и градот Скопје испаѓа храна. Сега така било, да. Има одредени ситуации кај што
Не иде тоа така брзо, претпоставам дали дека е викенд, па се ноќни часови, ова, она, ама у принцип секогаш пожарникарот е ставен да размислува на себе како единка со тоа што мора да си носиш некоја конзерва со себе плюс. Мора да размислуваш на тоа. Ранче резерва треба да имаш. Не знаеш што те чека. Да, јас се сеќавам на пријателката од Рача, од татко веќе у пензија, дека особено летен период од шумските пожари кога се враќаше дома некојаш и по цела недела, дека кажуваше колку е гладен, колку се исцрпиле, тоа тебе ти е познато, ама мене тогаш прв пат ми беше шок, бидејќи јас многу помала мислев дека вие одите денес гасите, си спиете и одите со бајле. Мислам глупости, ама бевме ептен деца и директно ми се слики на како изгледа пожарникар после 7 дена на 40 степени гаснење пожар по планини и затоа сакав да те прашам кој ги храни пожарникарите додека спасуваат. И како и да звучува, нели, кој ги храни, да. Па да, мислам дека е важно прашање, кој ги храни пожарникарите? Тој момци животни во униформа, Пошто да, не се сега даваме, ако да. треба да имаш 35 кила, кажа дека униформата и да работиш 10 сати, веројатно не можеш гладен да работиш, за физичка работа ти треба храна. И целосната опрема за на урбан предел, факт е дека имаме и полесни униформи за шумски пожари. Имаме. Да, меѓутоа никогаш не можеш да рачунаш на тоа дека си целосно заштитен. Онака како што се игра ветрот и поставеноста на нештата, затоа е потребна едукација плюс, затоа е потребен и не се летам јас тоа дека у Калифорнија го имаат и ова и Австралија. Одред за шумски пожари треба да постои. Кога веќе ќе вработуваш и кога ќе размислуваш на тоа кој што ќе работи, да. Ако веќе паѓа товарот се уште на пожарна Скопје да ги работи и шумските пожари, тогаш ќе вработиш пожарникари и ќе ги обучиш да бидат одред специализирани за шумски пожари, пошто е многу покомплексно. И на Запад, и Америка, и во Австралија го работат луѓе кои што се конкретно за тие пожари. Да, ги упростува работите. Многу често знае народов да пушти снимки со дронови овој види као намерно се пали пожар. Не, тоа е контрапожар за да се спаси, ризикуваш неколку хектари или квадрати за да го спасиш останатиот дел, да го спасиш градот. И тоа е логично, меѓутоа за тоа треба обука. Кај нас се употребувало, мислам, додека пожарна е заедно со полиција во времето на Југославија. Сега помалку речиси и да не се практикува затоа што е на собствен и личен ризик, претпоставувам, ама би сакал да го има и тоа. Воедно сета таа бројка. Пред да затвориме, затоа што ќе дојдам и кај вас да снимам, да не испадне дека 5 пати у краток период има многу, се шалам, имаше сега месецов, односно пред некој ден, статистика дека над 90.000 хектари во Македонија изгореле оваа година и дека тоа е најмногу до сега што се има случено во не знам колку временски период, во голем временски период. Бидејќи ти си на терен и некоја груба проценка и коментар можеш да дадеш, бидејќи кога ќе кажеш на луѓе над 90.000 хектари, малце бројките се нели апстрактни, па немаме замисла. Имаш ли ти точна некоја представа или барем приближна колку е 90.000 хектари за луѓето да знаат колку е тоа страшно? Немам, ама знам дека може да биде предоцна. Бидејќи статистиките беа дека е тоа 3% од целата површина на државата, 3% може не се многу, ама не е воопшто тоа малце 3% од целата држава да ти изгорена. Жално е и да се шегуваме на тема и да се насмееме, меѓутоа ќе ти кажам ако требаше да се го понесам тефтеров да разговараме за Скопје, ќе разговараме. За ова немам Не бидејќи само пишуваме и као вести изгореле над 90.000 хектари и на некој као 90.000. Како бе 90.000 хектари? Праше земјоделец, еве луѓето што се бават со земја, што би го слушале ова, знаат колку ниви се 90.000. Праше земјоделец. Праше земјоделец, да. Колку ниви се тоа? Галичица беше еден од најактуелните, знаеш. Има во одредени ситуации каде што делува така ланчано, меѓутоа не е опасно, се работи за грмушки и ниско стеблеста шума, ако се реагира на време, се реагира на време. Навечер знаеме дека летала не летаат.
Жалосно е што, не знам таму колку, често народот знае да праша по телефон, ајде и да рече кога ги праќат авионите. Авионите не зависат од нас, не сме директно поврзани. Апсолутно, авионите не летаат, не се дел од противпожарната служба на градот. Жално е што и таму еве чув дека, и тоа преку вестиви, не директно, нешто што сите го знаеме, дека последниот пилот пред пензија или во пензија е вратен назад за да лета, па другите два не функционираат. До кога треба да чекаме да сватиме дека одредени пожари ние како единки со челични метли и грбни пумпи не можеме ништо да направиме освен да се повредиме. Градот да изгуби за одредени пожари, не дај Боже. Значи тоа се конкретни пожари кои што само летало и механизација може да ги реши. Физичката сила и присуство само го доведуваш пожарникарот без разлика со колку знаење. Свесен е и тој кога ќе дојде овде, така може одредено нешто да брани, меѓутоа у суштина не може да го контролира ветрот, а не може да ги контролира и овие намерно што палат. Да. Фала ти многу што гостуваше и прв роден ден што го прославивме со твоето гостување. Дека е среќен роденденов и нека расте цела работа што ја работиш. Ми се допаѓа во претходно што видов што го работиш, затоа и дојдов тука и затоа што е удобно да се збори со тебе и не се чувствува страф и притисок. Иако Па ќе дојдеме да видиме колку ви е удобно. Таму нема многу муавет. Заборев дека да ве поканив, така да. Тука малце во полежерна атмосфера, таму ќе бидете во гужва, ама ќе снимиме. Ти благодарам на честа стварно и што ги постави правилните прашања. Фала ти уште еднаш. Ти благодарам и на тебе. Тоа е тоа. Чао.